Деловен имот на градскиот пазар ќе продава Штипското комунално предпријатие ИСАР. Ова е една од често одлуки кои управниот одбор ги донесе со цел предпријатието да излезе од тешката финансиска криза. Двата објекти не се користат речиси 5 години. Со продажбата на 120 квадрати, доколку Советот ја дозволи, на сметката на ИСАР ќе легнат околу 15 милиони денари. Сметам дека ќе допринесат за зголемување на приходот на јавното предпријатие, за да може практично да ги сервисира достојаните обврски кои што ги има и по основ на кредит од минатото подигнат и по однос на добавувачи со кои што соработува јавното предпријатие. Освен продажбата на двата магацини, управниот одбор донесе одлуки да до крајот на годината бројот на вработени се намали за 30 лица. Прекувремените работни часови, наместо со пари да се надоместуваат со слободен ден, и уште еднаш од Министерството за финансии да побарат отпис на каматата за кредитот земен пред 20 на години. Ако долгот е 5 милиони евра кон Министерство за финансии, 1 милион евра, 1,5 милион евра е основна главнина, а остатокот, скоро 3 милиони евра, е камата која што нараснала како резултат на несервисирањето на основната главнина во изминатите години. Штипското комунално предпријатие подолг период се соочува со финансиски колапс, а според Јорданов тоа се должело на недомакинското работење на претходните раководства. На почетокот од месецот ЕВН ја блокираше сметката на ИСАР, па поради тоа на вонредна седница Советот на општината донесе одлука со ребаланс на буџетот на комуналното предпријатие му се префрлат 18 милиони денари.